Почитувани, добро вечер, добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се Солза Грчева, председателка на партијата Глас за Македонија. Добре дојдовте, Грчева. Добре, и организацијскиот секретар на СДСМ, поранешниот пратеник Мартин Кустовски. Добро вечер и добре дојдовте во Само вистина. Добро вечер. Поприкладно да кажам добар ден, бидејќи надвор се уште ден. Како организацијски секретар, пред една недела две имавте избор на трепартиски избор на кој што беше потврдена номинацијата на лидерот Филипче. Вие сте човекот од базата. Годинава се локални избори, како стоите таму? Така, на 16 март требаше да бидат изборите закажани апропо статутот на партијата. Меѓутоа се случи најужасната трагедија во поновата историја на Република Македонија, па беа одложени за неколку недели, се со цел да бидеме луѓе во таква трагедија. Венко Филипче повторно е изберен за председател на Социјалдемократскиот сојуз, односно тој го завршуваше оној мандат на Зоран Заев, на Димитар Ковачевски и онака како што е предвидено во нашиот статут, на најдемократски начин, единствена партија во овој дел од Европа, можеби и во цела Европа сме како начин на отворена, транспарентна внатре-партиска постапка, целокупното членство преку активна регистрација има можност да го избере својот председател или лидер кој што во наредните 4 години ќе ги застапува политиките, интересите на социјалдемократската идеја во државата. Она што е клучно и битно да се спомене на вашето прашање дека ние сме презадоволни од бројката, бидејќи минатата година... Имаше критики дека била мала бројката, нели, во однос на претходните председатели на партии, но моето прашање генерално беше како стоите во базата, што велат вашите поддржувачи и симпатизери? Ако ми дозволите да одговорам, и самата бројка, бидејќи е дуплирана од минатата година со изборот на Филипче, сега имаме над 18.000 поддржувачи кои што активно излегува на денот на гласањето и дадоа поддршка за председателот, покажува една рефлексија, односно траекторија на движење на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дека по 150.000 гласа што ги земавме, каде што доживевме сериозен пораз, партијата се реформира, партијата ги збива своите редови, се позиционира на најдобар можен начин да биде конкурентна и победничка во дел од општините на предстојните избори во октомври. Следува период на анкетирање, на сондажи на јавното мислење, координација и консултација со целото членство за да на крај ги избереме најсоодветните, најдобрите менаџери на локалните самоуправи. Верувате дека воопшто не е тешко ако се навратиме на менаџирањето на овие неполни 4 години градоначалници на ВМРО ДПМН, повеќе од сигурни сме дека ќе имаме соодветни кандидати кои што ќе работат многу подобро од сегашниве ВМРО-вски градоначалници. Се што ќе се случува оваа година ќе биде буквално во контекст на пиарот околу локалните избори. Господјо Грчева, ставот на СДСМ дека ова е досега најнеспособната влада. Се согласувате дека е тоа така? Не можам да прифатам таков став од најнеспособната влада која што доживеа буквално пропадна како Титаник, како секира пропадна во вода на минатите избори, како на локалните, така на парламентарните. Знаете, ако сте вие близко некаде во вашите резултати, можете и да давате такви избрзани изјави, но од една тотално губитничка СДС, која што никогаш од која јас памтам не пропаднала вака, навистина е невкусно да се даваат такви квалификации за влада која што убедливо победи. Владата е веќе неколку, мислам, 10 месеци на власт, направи многу и прави сериозни зафати. Ова е опустошена земја, ја наследивме како опустошена земја, водете сметка дека не сум само јас како представник на Глас за Македонија, туку сум и национален координатор за реформи во високото образование. Ако почнам да ги редам сите недостатоци кои што се генерирани во претходниот период само во високото образование, веројатно емисијата ќе трае до сабајле. Според тоа не прифаќам, децидно не прифаќам вакви ставови од луѓе кои што забелешки се дека не се остарило тоа што било ветувано дека споро се одбиваат процесите. Го имате ли вие тој впечаток сега? Не, апсолутно не. Видете, сите министерства забрзано работат во секој во својот домен. Има успеси
во многу сектори, се разбира дека, кој што реков, обременети со многу проблеми, оставена празна каса и така натаму. За многу кусо време оваа влада ги фати дизгините здраво и почна да работи онака како што треба. Она што ме радува е безпоштедната борба со корупцијата која што е решена да ја истера до крај и исто така средување на правосудниот систем како најболна точка во нашиот. Ке зборуваме во детали, да го прашаме сега Костовски, да. Апсолутно не се сложувам на ставот на почитуваната Соза Грчева. Јас би ја замолил да наброи 3 работи кои што се направени, бидејќи во своето поведно експозе спомена дека многу работи се направени, дека сите министерства ревносно работат. За жал граѓаните тоа не го препознаваат. Во државата се живее многу тешко. Луѓето едва врзуваат крај со крај. Реално има стагнација на платите, реално има еден несоодветен и солвентен однос према економијата. Владата буквално не знае кај тера на економски план. Гледаме што се случува во тирзовите, фабриките се затвараат, луѓето остануваат без работа, имаме намалено индустријско производство, имаме намален увоз, имаме буквално капитулација во делот на економските прашања и состојби во државата. Гледаме дека фамозно најавуваниот унгарски кредит воопшто не допринесе за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Сега гледаме едно роуд-шоу на премиерот и останатите негови сопартици во арапските држави. Не знам дали планираат да градат Скопје на вода, како што тоа е во Белград. Не знам како не им е срам после сите оние скандали со превозот на приватни летови, со јадење на манго, папаја. Сега ќе поставиме прашање кој го плаќа овој лет, колку ќе чини оваа роуд-шоу, дали е ова некоја рефлексија или реприза на она што го правеше Никола Груевски во периодот со представување на роуд-шоу во Македонија. Ширум светот имаше за жал нула инвестиции. Дали со посетата на Арапските Емирати ќе имаме некоја ново Скопје 2014, меѓутоа како и да е, граѓаните за многу краток временски период согледуваат и тотално се незадоволни од тоа што беше мултиплицирано и рефлектирано на денот на изборите на 8 мај минатата година. Сите оние ветувања пукна како меор од сапуница, нема подобрување во преговарачката рамка со Европската унија, тие најавуваа драстично коректна дипломатска офанзива со нашиот стратешки партнер. Гледаме царини од 33%, периметарот на Македонија се губи во очите на администрацијата на Трамп. Гледаме едно статус-кво, тапкање во место со Бугарија. Има ли барем еден проект што на опозицијата се допаѓа? За жал, не можам да потенцирам во јавноста еден проект. Се надевам дека ќе отвориме тема за селективната правда, бидејќи тука секако тоа не е следната тема ВМРО ДПМН и Мисковски не го положија испит во перцепцијата граѓаните. Да. Само да додадам, значи, кога зборуваме за економските показатели, имаме зголемување на минималната плата. Имаме зголемување драматично во целото образование, значи платите во образовниот систем сега се доста и големи дури на универзитетите. Благодарение на политиките на претходната власт. Не. Мора да признаете, ако бидете коректни, ќе признаете. Претходната власт, значи јас работам во образование, знам точно какви кабајети има, со закон за високо образование скандалозен. Имате зголемување на пензиите, значи и тоа е еден податок. Вие не можете да чекате од унгарските кредити сега резултати, кога тие уште се делат по бизнис субјектите до прва, значи треба да се видат тие резултати. Па тоа сам да кажам, се инвестира во компаниите, не во работникот. Зашто да не се инвестира во компаниите кои што вработуваат работници? Тоа треба да го подобри економскиот разбирање. Државата ако се инвестира во зошто наедно 6 се заинтересиран за работниците за кои што не водеше сметка воопшто во сите овие години од кога бил на власт. Не од сега, не од претходните гарнитури, туку од кога работи СДС како партија на ова тло, на тлото на Македонија, никогаш не водела сметка за работниците. Секогаш водела сметка за оние кои што да речам се богати. СДС избрка на улица 200.000 работници. Тоа не живеете во некое друго време. Сега олигарсите и целата олигархија македонска во чиво време беше приватизацијата. Христијан Мисковски на ВМРО ДПМН и буквално тој сега слугува на таа олигархија.
Да подсетиме која зголеми Со минималната што- плата. со што Да го подсетиме кој го подкрепувате покачи тоа? процентот на просечната плата, која намали невработеноста од фантастични 24% Со иселување на 2017 младите. падна на скоро една Со цифрена иселување бројка. на Тоа се младите. факти, тоа се Со аргументи. иселување на младите. За жал значи, сега во времето на вештачко ВМРО ДПМН намалување гледаме имаш. некои репризи на заминување на инвеститори од државата, на зголемување на Ама вие ставката паушално на невработеност. зборувате, Не е тоа дајте ми паушално, пример. тоа се- Па како не Дајте во ми 300 пример. фабрики замина? Може да одговорите? Бидејќи сте еден од советниците А на кој премиерот. ги донесе во Не е тирстие советник, е фабрики? координатор. Океј, Кој ги координатор. донесе во Тирс? Во периметарот Кој на ги донесе во премиерот. тирстие фабрики? Сите претходни влади. Дел СДС има- изгради дел има- еден дел пат има- или како не? изигра чочек само во Демир Капија. Па зошто го продолжувате сега НК Бехтел? Нели беше Немојте криминален? немо. Нели една компанија за производство на А долен што веж да го прави, врши да надзор? платиме Ама- сега 20 милиона евра Поштувана пенали? Соза, вашата не фер политика спрема државата, вашето кабаетење на претходната власт доведе, па можам да кажам слободно, и во некоја заблуда го доведовте народот за да добиете таква подршка. Народот се освестува. Тоа е реалноста. Прво, Јас дека, господин народот, Јас знам дека тоа може би не ви ако се сваѓа народот во- се освестува, ВМРО на следните избори нема да ви дај ни 2 села. Од тие 3 села што ги имате, нема Не знам ни зашто 2 да имате ви нешто дадат. против селата, меѓутоа Не, нема да ви за дај ни градоначалник толку. се гласа во општините, не ги делиме градови и општините, Не, меѓутоа јасно тоа да е е. баш така. Сакам да Ни една кажам дека општина. првиот тест за оваа влада, па и за опозицијата ќе бидат локалните избори, ќе видиме дали владата навистина Знаете како, ако ми дозволите само Да, успехот на зацртаниот успех на ова актуелно раководство предводено од Венко Филипче е зголемување на бројката на советничките листи од оние не така добри 150.000 гласа. Реално, период кој што следи, со сите гафови, со сите грешки во напад, спортски жаргон кажано, на актуелната влада, допринесува за тоа да се надеваме на далеку подобра бројка од тие 150.000 гласа. Добро, Знам дека велите граѓаните се освестуваат. Да, не спорам со тоа, со вашите ставови дека сте придонеле за покачување на плати и така натаму. Меѓутоа тоа очигледно не беше препознаено на претходните избори оваа бројка од 150.000 гласови, што е ми се чини најмала до сега што доживеа СДСМ. Така, мислам дека премногу СДСМ се потроши на прашањето за Европската Унија. Премногу во многу емисии во само вистина сум го зборувал тоа и претходно и сега го кажувам дека не штедејќи го сопствениот рейтинг и имидж на партијата, гледајќи да го држиме сигурно кормилото во еден цивилизиран свет да ја внесеме државата, некако граѓаните дали недобро го разбраат тоа, дали ние не се поставивме за да експлицитно објасниме што значи интеграција на државата, бидејќи реално ниту ВМРО ДПМН, нити други партии на политичката сцена во државата не можеме сами да го реформираме системот. Затоа е потребно што побрза интеграција во Европската Унија за да може да ги реформираме сите оние сегменти што е образование, земјоделие, здравство, правосудство и така натаму и така натаму. Меѓутоа, јас тука ќе престанам да зборувам во делот на евроинтеграциите бидејќи СДСМ го кажа тоа што го имаше и не доби подршка од народот. Сега е ред на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и целокупната клика околу него да каже како понатака. Очекувате сега вие уставни измени бидејќи лидерот на партијата Тоа е негова пред една одговорност. недела На крај крајот тоа е негова кажа одговорност. во посета во Брисел пред исправете ме пред европските социјалдемократи дека тој кога би бил на власт ќе ги внесе бугарите во уставот, ќе ги спроведе уставните измени по цена на неговиот рейтинг, како што кажа. Знаете што е поразително? Веќе никој не ја споменува Македонија во Европската Унија. Македонија е изоставена од посети, извештаи и планови. Што значи тоа? Некоја најава за сојуз со Србија и Унгарија? И тоа е окей. Нека се представи на граѓаните, нека ни каже, па потоа ќе одговорат граѓаните на изборите преку гласови дали подржуваат такво нешто или не. Ветува мудра дипломатија, како што кажав, подобри односи со Бугарија, редефинирање на предлогот, гледаме дека нема ништо од тоа. Меѓутоа, ние сме фокусирани на тоа, како што кажав. Чекорот нанапред во делот на интеграција треба да го направи ВМРО ДПМН, а Социјалдемократскиот сојуз секогаш стои на исполнување на двете стратешки цели. Не, спедите дека не е добар чекорот на власта каде што се барат гаранции. Слушнавме вечера од министерот Георгиев, новиот бугарски министер за надворешни работи, кој бара не само уставни измени, дека тоа е само почеток, дека ќе треба да се спроведе сето она што е во договорот, во рамката, протоколите и така натаму, каде што има идентитетски многу прашања. пати сме го слушале фолклорот на бугарските политичари, јас се надевам дека во наредниот дека период е фолклорова изјава, дека не е сериозен министерот? Не дека не е сериозен, меѓутоа за тамошните
гласачи, за тамошните медиуми, тој го приспособува Мислите дека фолклорот. за Исто како што натрешна- Мицковски го натрешна приспособува потреба? фолклорот Добро. за македонските гласачи. Ајде да слушнеме господја Грчева токму на Значи, оваа не тема. се согласувам апсолутно. Картата на која што изгуби СДС не е само катастрофалното правосудство, каде што не видовме разрешница на случаи како што е Тетовската болница, каде што живи изгореа 15 луѓе. Не видовме автобусот во Бугарија, каде што живи изгореа 50 луѓе. Не видовме разрешница за украдените лекови од онкологија. Не видовме за ласкарци, за ништо не видовме разрешница. Значи, еден тотално потонат правосуден систем. Не видовме разрешница како тоа Оливер Спасовски даде 200 пасоши на луѓе што се барат по потерници од Ама сега сте власт, зошто не направите разрешница? Немојте. Сега сте власт. Ама На крила на такви обвинувања добивте власт. Сега сте власт и дадете ги одговорите на поставените прашања. Тие што не ги решавале тие проблеми, апсолутно тоа е целиот народ го гледа и затоа беа казнети. И што направивте вие со тоа Бевте прашање? казнети како што направивме. Немојте да мислите дека сите овие што ги направив нема да бидат отворени. Сега Слободно, сме се нека се отвори. Сега сме со СДСМ окупирани, има со принципиелен кочани, став. Бе, молам, Се да не се ми отвори. упаѓајте во Океј, се збор, извинувам, јас ќе пола бидам са зборевте. Се извинувам. Значи, има многу кабаети, а да не зборам потписот на Преспанскиот договор, што го направи мимо оној референдум пропаднат, кај што народот јасно кажа дека не сака таков договор да биде потпишан. Потоа се спремавте да го потпишете овој указ каде што се бара внесување на бугарите во Уставот, што е вовет во нови и нови вета, како што министерот за надворешни работи и денес не го повтори во Бугарија. Ја тоа не го сметам за фолклор, туку за цврста, нивно определување без разлика која влада. И дека тоа се всушност услови на Брисел. Госпоѓа Грчева, ние имаме договор со 27 земји членки. Немој да парафразирате и да го симплифицирате прашањето помеѓу Македонија и нашиот влез во НАТО. Значи преповторување на нечии зборови, раскажување. Знам што значи, затоа ова е репетирање на ова што значи Комаровски став. Со продажбата на националните интереси, на идентитетските интереси на Македонија. И после 10 месеци во сега делот. сакате тој Жежо Костен да го префрлите и го префрлате во рацете на сегашната власт и ја терате фактички таа да потпише уставни измени и повторно да не внесе во циклус на уцени. Оваа власт тоа не го прифаќа. Значи, разберете дека не го прифаќа. Добро, тоа и го ветија на изборите, веројатно треба да се држи него. А чекањето наше во Европска унија воопшто не зависи ниту од нас, ниту од Бугарија, затоа имам цврст став, што многу пати сум го кажала. Тоа зависи исклучиво од геостратешкиот интерес на Европа. Кога таа ќе сака да не прими, тогаш ќе не прими. Како што дава лево и десно пристапни преговори на земји кои што не заслужуваат апсолутно минимални услови не исполнуваат, утре ќе зажмурат и ќе го пратат Виктор Орбан на кафе или некој друг ќе го пратат на кафе и ќе бидеме изгласани. Тоа не зависи од нас. Затоа што тоа му се случи на Орбан кога се гласаше за средствата за оној фонд за Украина. Не, да нема некоја символика со врските со ВМРО, затоа ми е чудно баш Орбан. Не, Орбан мене не ми е темна фигура како на вас. Апсолутно не. Не кажав ја такво нешто, не може да не силате заклучок. Да, за било кој европски лидер да така. Не, само прашањето беше зошто баш Орбан. Не. Орбан затоа што е еден од помудрите европски политичари кој што знае да води политика, која што не е едносмерна, која што не е како со оглав околу очите, туку точно гледа каде одговарат интересите на неговиот народ. Значи, Европска унија, да не се лажеме, оваа гарнитура нема да прифати уставни измени без гаранции, може би ќе ги трне и протоколите што своеволно ги потпиша Османи.
без договор со парламентот, без ничеј договор, а тоа се, да речам, моментите во преговарачката рамка кои што нас не кочат. И со таква преговарачка рамка ние никогаш нема да влеземе. Вчера слушнавме изјавата на еврокомесарка, на шефицата на европската дипломатија Каја Калас поради тензиите во регионот, ситуацијата во Украина, кажа дека сега има потреба од проширување на Европската унија и со Западен Балкан. Дали ова е во моментум во кој што ние можеме сепак да оствариме нашите стратешки цели и да ги заштитиме нашите позиции, ако е така? Вака, сега, значи, такви како Каја Калас кај нас изреди 1-20, ако се сеќавате во време не, на верувате на изјавите на... Не, апсолутно не. Значи, тоа се едни флоскули изабени, постојано кој како претседателство се менува, ние сме и многу потребни, па сакаат да се прошируваат и така натаму, ништо од тоа. Јас повеќе водам сметка за тоа што кажа Мерц, кандидатот за канцелар на Германија, тој и денес тоа го повтори, и вчера го кажа, никакво проширување. И ова вест што оди по телевизиите, кај што се соединуваат Словенија и Германија како ставови е неточна. Значи, како неточна има изјава од Фајон, мислам. Има од Фајон изјава која што нема врска со изјавата на... Но и Мерц е за проширување, меѓутоа тој смета на поинаков начин. Но водете сметка. Прво, она што е допирна точка помеѓу Мерц и Фајон е дека бараат да се гласа со квалификувано мнозинство наместо со консензус, бидејќи секогаш ќе се појави некој кој што ќе го закочи тој процес, што е добро за нас. Меѓутоа, тоа го слушаме луѓе 20 години. Јас 20 години слушам дека нема да има вето право, дека ќе се гласа со квалификувано мнозинство, значи тоа е една работа која што виси во воздух. Но поважна е изјавата експлицитна на Мерц, кај што кажа проширување нема да има, дори ги наведе градовите. Скопје, Белград, за кој што се смета дека е близок до Русија, Кишинев на Молдавија, не знам, Киев, Тирана и така натаму. Значи, господине Грчева, според вас има една несинхронизација во Европската унија. Шефицата на европската дипломатија. Председателот на Европскиот совет Кошта вели дека ќе дојде кон средината на мај во регионот, дека се битни земјите од Западен Балкан. Сметате дека се не дека не се сериозни. Не сакам да кажам сериозни, туку сметате дали се искрени овие изјави? Сметате дека се неискрени? Тоа ми беше прашање. Сметам дека се паушално дадени, дека тврдам оној момент кога ќе имаат геостратешки интерес и без Бугарија и без нивните вета, ние ќе бидеме примени во Европската унија, кога на вистина ќе им требаме. Во овој момент нивниот геополитички интерес, геостратешки интерес е затворен со НАТО. Тоа што влеговме во НАТО, ни ја затвори вратата во Европската унија. Требаше прво да влеземе во Европската унија, како што се ветуваше. Такви беа и пораките, да. Како што ни ветуваше заедно, оние билборди пред референдумот, никаде НАТО не беше спомнато, само ќе имате бесплатно образование во Европа, бесплатно здравство, 300 лаги беа изнапишани на тие билборди. Меркел дојде, кажа, ќе ве ставиме на брз колосек. Значи, сите тие изјави се ради изјави. Никогаш Европа нема да застане со камшик и со стап да ви рече не заслужувате, не сакаме да се прошируваме и така натаму. Тоа не име наративот, тоа не име вокабулар. Ајде да го слушаме господинот Костовски. Да беше ова дебата во април месец 2024 година, ќе разберев дека е у очи на она што се вика предвреме парламентарни избори, меѓутоа господја Слоза Грчева на ваков вокабулар со вакви анахрони ставови во однос на нашата интеграција, вие добивте сериозна подршка. Вие сте сега власт. Добро. Сите овие експлицитно кажани ставови, дека нема менување на Уставот, нема прием на запишување на бугарите во Уставот, што според мене е катастрофа, за веки векова ќе се одели дека ние сме два различити народи, потенцирано во Уставот дека не сме исти народ. Меѓутоа, главното прашање, како понатака? Кој е ставот на владата? Многу ми изгледа волонтерски она што се вика, ако одлучи Европа да не прими, тогаш ќе не прими. Значи, ние ќе бидеме препуштени на судбината. Добро, еве да се случи. Ние сме препуштени на Европа. Секоја озбилна држава мора да има став, да има план А, план Б. Имаме ли ние план Б? Има ли СДС план Б? Во вашите
ставови во вашата политика гледам дека немате ни ја ни бе. Туку сме препуштени на Орбан, на судбината и така натаму и така натаму. Што спомнувате Орбан, па сега не ми е јасно. веруваме само во Орбан, кажавте во останатите представници на Европската унија ги гледате како недоволно сериозни, како па тоа кажавте сега. Ќе гледате емисијата и ќе се преиспитате што зборувате. Вие не разбирате што зборувате. Добро, јас да се вмешам тука. Ако ветувањето на претходните избори на ВМРО-ДПМН беше уставни измени со одложено дејство од моментот кога ќе влеземе во Европската унија да важат и гаранции. Тоа беше, за тоа гласаа граѓаните. Мислам дека тоа е легитимно да го одржи владата. Граѓаните гласаа и за понишување на Преспанскиот договор и за враќање, бришање на предавката Северна. Каде се тие предизборни ветувања? Еве одговорете пред јавноста. Ако сме ние биле толку лоши, окей, сме добиле казна, граѓаните не казниле, сега сме тешка опозиција. Граѓаните се свесни. Не, вие не сте доволно казнете според белите што ги направивте. Не. Што треба да се случи? Да не растат на пошта? Не сте доволно казнете. Добро, сепак граѓаните одлучуваат, да, сепак на што прејудицирате? Прејудицирам на тоа што, да речеме, вашиот шеф беше министар за здравство кога се случи Тетовската болница. Добро. Ја очекувам разврска на тој скандал. Апсолутно. И на таа трагедија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и сите до еден од раководството и членството кажуваат да се отвори секој еден скандалозен настан што се случи во изминатиот период во Македонија. Нека се отвори диво населје. Нека се отвори, не знам, што е со Кочо Анѓушев кој што е на црната листа на САД. Нека се отвори се, господја Слоза Грчева. Ние немаме од што да се плашиме и од што да се криеме. Мислам дека имате и мислам дека ќе се отвори. Нека се отвори. Ќе дадеме подршка и мислам дека и на лидерската средба е разговарано за тоа и да даде и него. Да, добро, тоа беше договорот нели меѓу власта и опозицијата дека ако се создава се формира анкетна комисија за трагедијата во Кучани да се отворат и останатите. Таков беше договорот нели меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Денеска во собранието не помина иницијативата на ДУИ за надзорна расправа. Сметате дека во моментов беше момент за да се отвори расправата, бидејќи дуи деновиве имаат големи критики во однос на селективноста и тие сакаат да дадат етнички предзнак на истрагата, дека се гонат само албанци. Зошто се вмешува според вас сега? Има ли потреба, бидејќи во бројката на 50 на колку се во моментов за кој што се води истрага, 20 ако се од албанска етничка заедница са простите, не е битно. Зарем правдата познава етничка граница без оглед биле министри повеќе од ДУИ, да кажам, во ресорот економија, веројатно е заради тоа, да биле од некоја друга партија, веројатно и од друга ќе биле. За правдата у Кочани, кое што мора да се испорача првен и основно на граѓаните, а пред се и нација на семејствата на традично загинатите, воопшто лично не ме интересира дали некој македонец, албанец, србин, ром, влав и така натаму и така натаму. Се случи најголемата трагедија во историјата на независна Македонија и не само ДУИ, СДСМ и левица, туку се поголем процент на граѓаните во државата имаат чувство дека е ова селективна правда и правна небулоза што се случува, односно фарса под диригентната палка на Панче Тошковски и Христијан Мицковски, уште од првиот ден, од сензационалните пресконференции полночни, каде што премиерот се обрати на нацијата, каде што презентираше дел од доказната постапка, па од ден во ден се ствара некој црв на сомнеж дека ова цела операција, односно истрага, е некако со цел да се заштитат сите оние кои што биле вработени и во МВР, и во Државната пазарна инспекција, и во Управата за јавни приходи. Сметате дека власта ги штити своите представници во разните ресори? Апсолутно сметам дека не може да бидат. Тука не му верувате на... Па нели обвинителот до пред некој период требаше да се смени. Сега како одеднаш обвинителот станува добар. Многу прашања кои што сериозна критика на адреса на обвинителот. Сметате дека тој сега работи под притисок, ако јас добро ве разбирам? Апсолутно. Критиката во делот на јавниот обвинител беше кажана на нашата страна и со бегството на Артем Груби. И во делот на неповедување на постапки за тендери во Министерството на Андоновски, каде што државниот секретарка, незиниот сопруг доби тендер за бегството на Артем Груби, за поставувањето на суди и братучеди од страна на високи функционери во власта, за сертификатот на директорот на АНБ кој што продолжи да работи, а тоа не се
етаблираше, односно не се заврши со отварање на истрага. Добро, ако продолжеше постапката за разрешување на државниот обвинител, веројатно истрагата ќе не можеше да напредува. Не можам да прejudicирам за такво нешто, меѓутоа, она што сакам да кажам, не може да кажеме дека истрагата дали е почетна, дали е проширена, да бидат виновни луѓе кои што повеќе од 2 години веќе не се на функција, а актуелните немаат нити мерки за предпазливост. Тука е нашиот сомнеш дека генерално самата истрага оди во некој непосакуван правец, се гонат поранешни, заштита на сегашни, и тоа е ставот кој што граѓаните се погласно го зборуваат на секаде низ Македонија. Апсолутно не е точно, значи контактирам со многу граѓани и самата гледам и ценам. Прво, тоа што не е трнат обвинителот е доблест, значи можеше ВМРО си донесе свој обвинител, како што СДС си ги наполни целото правосудство. Добро, владата е таа што го именува обвинител. Стана дуј целото правосудство, така да тоа не е никаков хендикеп. Второ, ние не сме виделе ваква брза и навремена и транспарентна акција. Тоа што излегол Мицкоски ноќе навечер зборува за ургентноста на ситуацијата и потреба да се обрати на нацијата, да биде информирана за тоа што се случува. Не имавме за неколку дена приведени 34 луѓе, деновиве уште 19 луѓе, пазете, меѓу нив и сегашен министар. Добро, тој бил директор на дирекција за заштита и спасување повеќе години. Да, но е сегашен министар, значи не постои селективност. И најавено е дека ќе биде разрешен од владата, така беше кажано. Апсолутно, и за другиот не станува збор. Имате сегашен градоначалник кој што е трнат, имате сегашни полицајци, командири и така натаму. Меѓутоа, не доаѓаме до главната одговорност. Еве, интерактивно зборуваме. Кој мислите дека е главно одговорен? Ако вие знаете, тогаш земете, а вие... Дебатираме, разговараме, соочуваме мислења, ставови. Ја мислам дека МВР треба да биде оставен, да си ја заврши работата. Кој дава дозвола за користење на пиротехнички средства? МВР, така? Дали полицајци од ОВР Кочани при СВР Штип биле на местото на настанот кај што имало малолетници? Чекайте да ве прашам. Дали Панче Тошковски, министерот, не каже треба да даде од морални причини да даде оставка? Он да даде оставка, што е најагилен министер за натрешни работи до сега. Уште пред оваа трагедија... Во животот се вика и морал. Сега се случила трагедијата во негово време. Ја не дозволувам од СДС да ми се држат предавања за морал, прво. Зошто немате страплење да дебатирате? Ама не, имам страплење апсолутно, меѓутоа гледам дека одите во еден правец каде што само обвинувате, а не правите никаква... Веројатно во Македонија нема пракса за такви оставки, се случија повеќе трагедии. Еве, на пример, Бојсев Транс... Добро, поднесе, не му беше прифатена оставката. Сметате дека треба таква една парада сега да има повторно? Не знам дали е парада. Венко Филипче поднесе оставка. Затоа што ако поднесете неотповиклива оставка, си поднесувате. Тоа е логиката. Неотповиклива оставка се знае што е неотповиклива оставка, а не од морални причини, од не знам какви причини. Па за жал не знаеме од сегашниве актуелни функционери што значи чина морална одговорност. За жал. Видете, ако Панче Тошковски сега си даде оставка во ек на голема истрага што ја тера, а да не заборавиме, пред оваа трагедија го откри огромниот криминал што се случило во време на СДС со мазутот, каде што државата е оштетена за милиони, за милиарди денари, каде што ние сме труени со лош мазут и не се знае бројот на жртвите од таа една постапка, тој се зафати со многу тешки случаи. Ова сега како го тера, на вистина кај луѓето предизвикува една доверба, бидејќи нема селективност. Дали е албанец, дали е македонец, дали е ром, дали е турчин, воопшто не им е важно. Не им е важно ни дали е ВМРО, дали е СДС и така натаму. Дали влегувате на некој начин, дали успевате да ги доловите до крај аргументите на опозицијата? Ти очекуваат, како што кажа господинот Кустовски, од морални причини оставка. Зашто од морални причини? Што е неговиот кабајт? Ај кажете ми за од морални причини. Па ви кажа, кој дава дозвола за користење на пиротехника во затворен локал? Чекајте, тој рече министер на прашање дали побарале дозвола за овакво. Дали имало полицајци на место? Зошто не прекинале?
Многу прашања има неодговорени. Видете, за разлика од Тошковски, од кој што барате морална одговорност, од Филипче треба да има и кривична одговорност, поради тоа што ги потпиша болниците 19 направени од картон и пластика. Значи, тоа е веќе друга димензија. Тука имаме директна инволвираност. Океј, може одговорам. Така да, ова е сосема друга работа. Според вас е сосема друга работа. Не според сите стручни луѓе е друга работа. Во последните неколку месеци, ние многу ревносно, многу отворено, транспарентно повикуваме на презумпција на невиност. Повикуваме на професионални, транспарентни, темелни истраги. Даваме поддршка за истраги и на поранешни и на сегашни функционери. Се со цел да се расчистува со криминалното милје на секој еден во државата. Меѓутоа, секојаш кога ќе излезе некој скандал, некој неуспех на владата, можам слободно да кажам на национална фреквенција дека отпочнува враќање на режимот, односно оној политички прогон на голем дел на поранешни членови и функционери на Социјалдемократскиот сојуз. Повторно ќе кажам, СДСМ дава поддршка на секој еден кој што е осомничен. При тоа се почитуваат позитивните правни прописи, презумпцијата на невиност, да биде дел од истрагата. Меѓутоа, се повеќе заличува на враќање во тмурната деценија на Никола Груевски. Во немање на патоказ во делот на европската интеграција, во делот на стагнација, на задување на економските политики, во делот конкретно зборуваме за случајот сега. Некоја перцепција за локални избори дека со бичи, со мачки, јапсиме овие комуњари, ви ние ќе добиеме избори. Таква ви е перцепцијата? Таква е, па не е само моја преден, на најголемиот дел граѓаните. А кој е уапсен од кај вас? Значи, голем дел на поранешни функционери се во притвор. Па треба да бидат. Ама тоа според вас треба да бидат. Па државната секретарка во економија ја издала лиценцата, не се знае. Сега да водиме сметка за презумпција на невиност, на крајот судот ќе каже кој е виновен. Судскиот систем како е. Ако сакате да каже, тогаш оставите му да работи. А не да ловите вештерки сега, кога уште не е ни почната само. СДСМ не излезе со изјава. Господине, јас сум следила долги години собрание. Формирање на анкетна комисија, како што се најавува, само од СДСМ беше најавено дека ќе се формира анкетна комисија, доколку не сте задоволни од истрагата, тогаш треба таа анкетна комисија да расветли дали веројатно некој има политичка одговорност за целиот случај, и тоа ќе се случи доколку сметате, доколку имате аргументи, како што велите, дека истрагата е селективна. Јас во минатиот мандат бев пратеник од редовите на СДСМ и бев заменик член во анкетната комисија за онкологија, каде што беше брутално искористена од страна на тогашните пратеници, сега не е фер, не се остудивав да ги именувам, од страна на ВМРО-ДПМН, кои што на крајно популистички, сенсационалистички начин направи обвинувања кои што потоа беа демантирани од страна и на Министерството и на Клиниката за онкологија. Се со цел да се направи политичка шизма во делот на политичкиот фолклорен вокабулар во поглед на предстојните избори, делумно може би успеало. Нашата интенција во делот на формирање на анкетна комисија по однос на трагичниот настан во Кочани Подсетите ме, за модуларната болница се бараше анкетна комисија своевремено? Мислам дека не. Јас бев дел од за автобусот што изгоре во Бугарија, што не се знае што пренесло. Зошто не поднесете сега иницијатива за... Се поднесе за треба. Не, тој договорот или меѓу власт и опозиција, меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Генерално, нашиот сомнеж, како што претходно кажав, дека истрагата оди во некој непосакуван правец, ќе биде искористено од страна на претеничката група на СДСМ во наредниот период да поднесеме и барање за формирање на анкетна комисија по однос на овој трагичен настан. Добро. На крајот треба да пресуди судот, па ќе се види кој е виновен и дали опозицијата била во право или власта била во право, така и така натаму. Малку околу судството, борбата со корупцијата. Минатата недела имаше бројни реакции околу една пресуда за почината младата топчанка Ристовска. Тогаш имаше бура од реакции во јавност околу пресудата на тетовскиот судија Еймедин, мислам дека се викаше. Па излегоа после со информации дека тој морал така да присуди, затоа што другите судови, Врховниот апелацијскиот суд ги одредиле основите до кој тој практично со тие претходни одлуки
ја дал максималната казна од 2 години, што навистина е шокантна за еден случај каде што имате сообраќајка со смртни последици. Ова го отвора прашањето колку всушност се користат, еве условно така да кажам, дупки во закони, па се носат се една жалба до апелација, па до Врховен суд. Гледаме низ целиот тој процес, барем тоа може да се биде дека на некој начин имам впечаток јас, има голем дел од јавноста и понешто се споделува во јавноста дека се работело случајот на некој начин да го добие на крајот овој епилог. Сега исправете ме ако грешам, меѓутоа ова е еден од примерите во кој што сакам да потенцирам е доверба во судството која што е околу 2%. Како очекувате ние да го промениме овој правосуден систем? Еве, господио Грчева, сега ќе почнам со вас.